ова издание. Загрижувачки бројки. Рекордни 180.000 новозаболени лица од COVID-19 за еден ден во светот. Протестите ни сад стивнуваат, но дебатите за полициски реформи се разгоруваат во Конгресот. Пандемијата удри врз бизнисите, но продажбата на недвижнини не застана. Компаниите најдоа начин да дојдат до купувачите. Останете со нас. Ве поздравувам од Вашингтон. Јас сум Тоша Огњанов, а вие огледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Протестите во САД стивнаа, но во исто време се разгора дебатата за полициските реформи. За ова подоцна во емисијата, а сега одиме со вестите на денот. Светската здравствена организација објави дека има глобален пораст од 183.000 нови потврдени случаи на COVID-19, најголемо зголемување во еден ден од почетокот на пандемијата. Генералниот директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрејсус изјави дека најголема закана не е вирусот, туку недостигот од глобална солидарност и лидерство. Сенатот и представничкиот дом на САД неделава се очекува да гласаат за реформи во полицискиот систем, делумно согласувајќи се за неколку предлози, иако се уште нема целосна согласност за тоа што би требало да се промени. Клучното несогласување меѓу демократите и републиканците е прашањето за имунитетот на полицајците, што ја отежнува можноста граѓаните да поднесат тужби против нив. Председателот Доналд Трамп ја почна својата кампања за предстојните избори. Арената во Тулса, Оклахома, со капацитет од 19.000 места, се чинеше нешто повеќе од половина полна во саботата навечер, иако кампањата на председателот минатата недела истакна дека милион луѓе се регистрирале за да присуствуваат. И републиканците во Сенатот и демократите во представничкиот дом брзаат да изгласат легислативи за полициски реформи. Сепак нивните гледишта се диаметрално спротивни. Погледнете зошто. Дебатата од американските улици се префрла во Конгресот, каде републиканците во Сенатот подготвуваат свој предлог за реформа на полицијата. Во оваа држава премногу често имаме дискусија за тоа дали ги поддржуваме силите за спроведување на законот или ги поддржуваме афроамериканските заедници. Ова е лажен бинарен избор. Одговорот на прашањето која страна ја поддржувам е Америка. Ако ја поддржувате Америка, поддржувате враќање на довербата што афроамериканските заедници ја имаат кон институциите на законот. Републиканците велат дека нивниот закон е надградба на извршната наредба што ја потпиша председателот Доналд Трамп. Уморен сум од тврдењата на колегите демократи дека сето ова е вина на Трамп. Има 8 години под председателот Обама. Но демократите велат дека предлогот на републиканците не ги решава ненајавените полициски интервенции каква што резултираше со смртта на Бриона Тейлор на почетокот од годинава, ниту пак притискањето на вратот при приведувањето што почина Џорџ Флојд. Вистинска промена доаѓа со одговорност. Како што е срочен, предлог законот на републиканците не го обезбедува тоа. Имаме приказна за два дома и за големиот контраст меѓу силниот и софатен закон на демократите во представничкиот дом и на многу потесниот и помалку ефикасен закон на републиканците во Сенатот. Предлогот на демократите би ставил крај на правната доктрина за квалификуван имунитет, кој ги штити полициските службеници од обвинувања за недолично однесување. Професија со која имате право да убиете треба да биде професија која бара добро тренирани офицери. Од Белата куќа велат дека квалификуваниот имунитет е еден од многуте елементи во предлогот на демократите кој председателот нема никогаш да ги потпише. Со отстранување на имунитетот во суштина не им дозволувате на полицајците да си ја вршат работата. Ке се намали полициската активност и нашите улици нема да бидат безбедни. Трамп го поддржува предлогот на републиканците во Сенатот и ко-спонзорот се надева дека легислативата ќе помине. Мислам дека нацијата нема да ни дозволи да го изгубиме моментумот. Но законот на Скот нема да помине во представничкиот дом, каде доминираат демократите без преговори. На законодавците не им останува многу време за амбициозна легислатива во изборна година. Независно од дебатата во Конгресот, во американското општество после протестите почна да се зголемува свеста за расната поделеност. Тоа се случува во филмот, во спортот, во медиумите. Погледнете на што мислиме.
Главната уредничка на Vogue, Ана Винтур, се најде на удар на критичарите по наводите за расизам во модното списание. Подосна таа се извини, велејќи дека не сторила доволно за да ги истакне црните гласови на својот персонал. Таа има право и не мислам дека некогаш ќе дозволи нешто да добие како привилегија заради незината бела боја. Критиката доаѓа од како Винтур, која е во Vogue повеќе од 3 децении, испрати порака по електронска пошта до вработените, дека знае дека не им е лесно на колегите афроамериканци. We have for far too long, I think. Мислам дека предолго се занимаваме со деловно работење и вообичаено пренесуваме приказни и слики на начини што, предпоставувам, не ја следат агендата на афроамериканците и на другите маргинализирани групи во државата. Затоа мислам дека луѓето излегуваат на улиците. И веќе има реакција. Американското списание Harper's Bazaar наскоро ќе го има својот прв главен уредник афроамериканец во својата 153 годишна историја. Пепси компанијата го повлекува ликот на 131 годишната тетка Джемима, со која се рекламира джем, признавајќи дека во основата стои расен стереотип. Американската компанија исто така објави 5-годишна иницијатива со 400 милиони американски долари за унапредување на црните заедници и зголемување на застапеноста на афроамериканците. I'm hoping that Се надевам дека тоа ќе го промени погледот на луѓето кон општеството, начинот на кој работат и напредуваат преку вклучување на жените и афроамериканците во овие важни одлуки. Во спортот, комесарот на професионалната лига во американскиот фудбал, Роџер Гудел, кој минатата недела им се извини на играчите што порано не ги слушале нивните грижи за расизмот, се обврза 250 милиони долари да бидат вложени во решавање на предизвиците следните 10 години. Националната фудбалска лига го осудува расизмот и систематското угнетување на афроамериканците. И во американската телевизиска и филмска индустрија, објавувањето на првата црна звезда во серијата Диплома, како и други примери, покажуваат дека расте свеста за расна еднаквост. Пандемијата ја подзапе економијата, но продажбата на недвижнини не застана. Компаниите најдоа инвентивни начини да дојдат до купувачите. За време на наредбите за седење дома, бизнисот со недвижнини речиси дојде до нула. Но агенти за продажба на имот на крайбрежјето на Сан Франциско ја забрза употребата на најновата технологија со цел да продолжи продажбата на имот. Моравме да ги смениме начинот на работа, средбата со клиенти и самиот начин на продажба. Обично трговците со имот имаат денови кога ќе отворат за потенцијалните купувачи куќата што е на продажба, со цел тие да ја разгледаат. Но сега во време на COVID-19 тоа не е дозволено во регионот на Сан Франциско. Многу од нив, како Форест, се ориентирале кон технологија која овозможува виртуелни посети на куќите. Го правам тоа на начин на кој изгледа дека му зборувам на купувачот, затоа што тој би сакал да слушне кога купува имот. Сето тоа сега се одвива на поинакво ниво, преку Zoom, FaceTime, Instagram, Facebook и видеотури. Некои компании како Blue Sky Films користат холивудски техники како дронови за да креираат автентични видеа кои потоа ги промовираат користејќи вештачка интелигенција. Користиме платформа која има вештачка интелигенција и алгоритми. Друга компанија вклучува 3D камери, дозволувајќи им на гледачите виртуелна тура од соба в соба, вклучувајќи го и екстериерот. За време на пандемијата, агентите кои работат со недвижнини бараат да им направиме 3D скенирање на имотот, кој потоа го нудат преку виртуелни тури. Сите овие иновативни техники функционираат. Агентите велат дека продаваат имот без купувачите да го видат лично. Благодарение на технологијата, ние сме во можност да работиме и со купувачи од странство, кои се заинтересирани да купат имот. Ова е еден од начините на кој технологијата и помага на економијата. Толку од нас за денеска. Се надевам го задржавме вашето внимание, бидете со нас и утре. Пријатно!